утро, вести ВОС. Европската унија ризикува со процесот на проширување. Интеграцијата на Македонија не треба да се злоупотреби со политички спорови. Од Скопје го критикува Брисел словачкиот председател Петер Пелегрини. Вакви пораки стигнуваат во пресрет на денешната посета на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен на Скопје. Македонската председателка Силјановска очекува конструктивни разговори, но на маса да се најде и прашањето со Бугарија за кое Македонија има аргументи. Владата пак очекува реафирмација на позициите дека нашата стратешка цел останува членството во Европската унија, премиерот Мицковски се надева на таков сигнал и од Брисел. Постојано се појавуваат нови услови и искрено ЕУ прави голема грешка, затоа што ЕУ не може да ја изгуби оваа динамика. Стапниот процес за вашата земја треба да се заснова само на исполнувањето на критериумите и ниту една земја не треба да го злоупотребува тоа и при тоа да го забавува вашиот процес на пристапување, што е речиси еден вид уцена. Очекувам да се спомене и ова прашање. Ние од секогаш сме биле спремни да разговараме со аргументи. Ние од секогаш сме мислеле дека бугарскиот народ ни е близок. Бугарската држава била првата што не признала без никакви условувања, не случајно, значи, и затоа јас понекогаш сум изненадена од сегашното политичко поведение. Нашата стратешка цел останува полноправно членство во рамките на Европската унија. Некако изминативе 25 години како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, и како малку да остане од тоа достоинство и тој образ, чекорејќи кон тој пат. Се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а ова влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образ. Предизборниот караван на ВМРО ДПМН синоќа заврши во Крива Паланка. Лидерот на партијата Мицковски го обвини Филипче дека заборава дека во негово време се случија трагедии и предавства. Кандидатот за градоначалник Оливер Алексовски ќе ја направи Крива Паланка туристички центар со изградба на ски лифт кај Калин Камен. Тоа што го слушам на митинзите, а што го говори председателот на СДСМ Венко Филипче. Да бидам искрен, тоа што го слушам не ми се верува дека го слушам. Заборава дека другите го знаат, заборава дека имал шанса да направи нешто и не само што ја прокоцкал, туку и директно е винувен за трагедии, за корупција, за предавства, за срам кој што го нанесол на својата држава. Еден од критичните, можеби најкритични симптоми на вирусот е јахтата. Носителот на вирусот добива невидена желба за луксус. Се вози на јахта, мисли дека плови над реалноста. А најсилниот симптом, тоа што не реагира на ниту една вакцина, е лажењето. Тоа е неверојатно. Што да каже човекот, апсолутно е невистина и лаже. Поставуваме ски лифт на локалитетот, ќе значи еден реален развој на Калин Камен како дел од туристичко-рекреативен комплекс Свети Јоаким Осоговски. Планирано е развој на урбанистичко-планска документација, изградба и уредување на ски патеки и ски лифт на локалитетот Калин Камен, изградба на комунална инфраструктура, водовод, канализација, падна мрежа. Крива Паланка ќе биде туристички центар за културен, верски, планински и зимски туризам. Предизборните митинзи СДСМ синоќа ги завршија во Битола. Председателот на партијата Филипче го обвини ВМРО ДПМН дека ги замрзнало економијата и платите, а кандидатот за градоначалник Методија Куновски порача дека Битола заслужува власт што ќе работи, а не таа што ќе се жали. Имаме власт што гледа на институциите како плен. Власт што владее преку страф и поделби. Власт што и по година и пол централна власт, по 4 години локална власт. Нема визија, нема реформа, нема одговор на ниту еден клучен проблем. Економијата е заглавена, инфлацијата галопира, платите се замрзнати.
Веќе утре ќе ги презентирам најновите економски податоци. Тие се катастрофални. Христијан Мицкоски не ја води државата напред. Тој ја влече назад. Во конфликти, во реваншизам, во поделби. И секогаш кој е соочен со критика заради својата неспособност, вината ја лоцира во некој друг. Ова е политички кукавичлук. Битола заслужува власт што работи, а не се жали. Битола заслужува власт која што обединува, а не дели. Власт што гради, а не да се слика со туги перја. Нашата сила се луѓето. Нашата сила сте сите вие. Членовите, активистите, симпатизерите, кои препознаваат нова енергија во секој што верува дека честноста не е слабост, туку е доблест. Во продолжение да ги слушаме и предизборните активности на кандидатите од помалите политички партии и на независните кандидати. Оваа локација која што се простира на 86.000 квадратни метри ја предлагаме за новиот Скопски експоцентар или новото Скопско сајмиште, каде што според неговата стратешка положба која што во непосредна близина се наоѓа Скопската обиколница е лесна за пристап на сите капацитети кои што би доаѓале овде да ги изложуваат на настаните своите производи и продукти, како и индустријската зона во Избегово, така да ова би добило една комплетна целина. Да го сочуваме и искористиме како градителско наследство кое може да добие поинаква функција пропаднатите индустријски и стопански капацитети, какви што се, например, магазините на Славија во кисела вода. Наместо да ги уриваме и преку нив да градиме колосални стамбени објекти, да ги пренамениме во простор за алтернативна културна сцена, креативна индустрија и функции наменети за младите. Гасификација и енергетска ефикасност во училиштата за подобри услови и пониски трошоци. Спортски игралишта и уредени дворови во секој училиште со можност за училници на отворено. Технолошки интеркултурен центар во целосно реконструиран дом на пионери 29 ноември. Итно затварање на постојната дива депонија, расчистување со криминалот и одговорност за системско труење на стружани, еколошки и одржливи решенија за реупотреба на отпадот. Компостари за биоотпад од затворен тип во секое мало, што ќе бидат достапни за секој домаќинство.